Подсетувајќи на бројот на жртвите според американското разузнавање, 1400 меѓу нив и деца, Обама кажа дека светот не смее да премолчи хемиски напад за кој тврди дека го извршил председателот Башар ал-Асад. Фактите не може да се занемарат. Прашањето сега е што САД и меѓународната заедница се подготвени да сторат околу ова. Сирија синоќа беше тема број 1 и во Конгресот, каде државниот секретар Џон Кери беше на распит за иницијативата на Русија, прифатена од Сирија, нејзиниот хемиски арсенал да се стави под меѓународна контрола. Мора да се случи брзо, да биде вистинито и да може да се потврди. Обама побара од Конгресот да го одложи гласањето додека се бара дипломатско решение, но кажа и дека доколку е потребна војна интервенција, таа ќе биде строго воздушна со точно определени цели и нема да биде со неограничено време трајање како оние во Ирак, Авганистан, Либија или Косово. Ако не реагираме на употребата за хемиско оружје, тоа би ги загрозило забраните за користење на оружјето за масовно уништување и би го охрабрило сојузникот на Асад, Иран. Водачот на републиканците во Сенатот Мич Меконел најави нема да гласа за мерката. Предлогот едноставно нема поддршка. Анкетите покажуваат дека американците се против интервенцијата, но Обама апелираше до Конгресот и јавноста да ги видат снимките од нападот и да се запрашаат во каков свет живееме доколку САД го свртат погледот.